Кратки најави за денес. Центарот за јавно здравје со препораки до граѓаните за заштита од топлотниот бран. Рационално да се користи водата за пиење, апелира директорот на Охридски водовод. Интензивни подготовки за Охрид Water Festival. Градската плажа во Пештани ќе добие и детско игралиште. Ој љубов, љубов, староградска пловидба со ансамбл Билјана. За најавените и за останатите настани од денес, ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид е свежо утро, а времето во текот на денот сончево и топло со температури во пораст, максималната 30 степени, во текот на ноќта кон среда, ведро и свежо. Утре над британските острови, Скандинавија, северозападна и делот централна Европа нестабилно со дожд и грмотевици со засилен ветар. Во останатите делови од Европа, времето ќе биде сончево, потопло, со дневни температури во пораст. На Балканскиот полуостров во среда ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност. Ќе биде топло, ќе има пораст на дневните температури кои својот максимум ќе го имаат од 30 до 35 степени Целзиусови. Во Македонија во среда свежо утро, утринските температури од 10 до 20 степени, а во текот на денот сончево и топло со слаб североисточен и северозападен ветар. Максималните температури во земјава во пораст од 29 до 37 степени Целзиусови, а УВ индексот со вредност 8. Во Охрид во среда сончево и топло, ќе дува слаб до умерен североисточен ветар, минималната 14, дневната повторно 30, а во четврток и петок тропски денови со сончево и многу топло време. Минималните температури 15, односно 17, дневните 33 до 35. Во сабота тропски ден, сончево, топло време, утринската 18, а дневната 36 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпа Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Ова лето, сладко лето охридско со плазма. Тамаро, Супер Радио и највкусните плазма, плазмикс и уелнес и ова лето ќе подаруваат и забавуваат. Многу награди, врвна забава, најмлади плазма кувари, хуманитарна плазма сладкарница, плазма чаршиска сладкарница се само дел од настаните со кои ова долго и топло лето ќе уживаме во прекрасниот Охрид. Уште и плазма Lake Cruising и секојдневни награди на Супер Радио. Ова лето, сладко лето охридско со плазма. Лето 2023 ќе се дружиме со нашите верни пријатели од целиот свет во нашиот сакан Охрид. Уште едно лето охридско со плазма.
Сакам да кажам колку е важна здравата исхрана за дечињата во градинките. Здравата исхрана е најважна за дечињата во градинките за нивниот раст и развој. Ние ги направивме, ама едноставно мене ми изгледа сме некако да ги прави. Исто смеса, така. Те интересира како Па, убаво е да знаеме. Убаво е да знаеме. Рецептата исто ставаме плазма, 200 или 300 грама, зависи колку бомбици сакаме, одиме со маргарин, мешаме со млеко и толку чичкожанко едноставно и го мешаме и правиме бомбици. И дечиња, ајде дечиња, сите ги мешаме и ги направиме бомбици. Во децата и Во разни, кои договорено. маргици, во Точно. кокос. Одлично. Да погледнеме што ни беше потребно за да го подготвиме овој рецепт со нашите пријатели, најмладите плазма кувари. Бомбици, плазма, путер, млеко, какао, чоколадни трошки, кокос. Сега да видиме, уште нешто интересно од плазма што ќе направиме. 400 грама плазма, 400 грама плазма, малку маргарин, малку маргарин, ставаме млеко, млеко, го делиме на два дела, едниот остани бел, другиот е со чоколадо кафеаве. Правиме ролатче и еве го готовиот производ. Бело со црно. Опа, варто! Бајадерче. Бајадерче од плазма. Ова ќе видиме плазма, бајадерче. Така другарчиња? Да погледнеме што ни беше потребно за да го подготвиме овој рецепт со нашите пријатели, најмладите плазма кувари. Бајадера, плазма, путер, млеко, какао. Драги мои, плазма куварчина, значи едно големо право. Се дружиме тука во детската градинка Јазна Листовска и направивме одлични плазма специјалитети. Ќе биде пак. Обавезно и дома ќе премава. Дали, драги другарчија, ние да дојдеме пак да направиме некој друг плазма специјалитет. Може? Супер акција во Миса Маркети. Каламата маслинки 269 денари, Баварија кашкавал 359 денари, бел тост леп 53, ржан леп 55 денари, вино тиквеш 3 литри 319 денари, розе 129, розе класик 195 денари, лосос 279 денари, босанска пастрамка 319 денари, свинско каре 299, пилешки стек 370 денари, десертен јогурт 139 денари, пилешки крилца 299 денари, свежо пиле 185 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија.
Центарот за јавно здравје со препораки за заштита од топлотниот бран кој во деновите кои предстојат ќе зафати Македонија, вклучително и Охридскиот регион. Апелираат за сериозно почитување и придржување кон препораките за заштита на здравјето за време на високите температури. Јавните чешми во градот и приградските населби се во функција, додека тимови на Црвениот крст од Охрид од утре, лоцирани на неколку места низ градот, ќе делат вода за сите повозрасни минувачи. Топлотниот бран и високите температури кои веќе ја зафатија Македонија и нашиот регион причина Центарот за јавно здравје од Охрид да ги потсети граѓаните на општите препораки за заштита од топлотен бран. Од Центарот апелираат за сериозно почитување и придржување кон препораките за заштита на здравјето за време на високи температури. Значи, она што е најважно, тоа е да се избегнува излегување од 10 до 17 во тој период од 10 до 17 часот на овие температури. Многу е важно користењето на светла облека, на лесна облека, кога мора да се излезе и секако да се избегнуваат прехранбени производи кои што се лесно расипливи, а во домашни услови храната да се чува соодветно во соодветни фрижидери, значи да се внимава на приготвувањето на храната со термичката обработка. Во летни периоди со високи температури сведоци сме на многу цревни болести, натровања. Да се пијат многу течности, пред се вода. Умерено да се конзумира храна и посебно да се избегнува мрсната храна, како и храната со големо количество шекер и алкохолните пијалоци. Хроничните болни, посебно тие со срцеви, невролошки и белодробни болести, потребно е да бидат многу дисциплинирани во однос на овие препораки и редовно да ја земаат својата терапија. За секакви промени на здравствената состојба задолжително да го консултираат матичниот доктор. Во справување со временските неприлики кои се најавува дека ќе се интензивираат во наредните неколку дена, ќе помогнат и екипите на Црвениот крст од Охрид. Од утре ние почнуваме со тимови на Црвен крст кои што ќе бидат лоцирани на неколку места низ градот со вода, ќе делат вода за сите оние повозрасни лица кои што ќе се најдат, дел ќе мерат и притисок, значи крвен притисок на посетителите, ќе даваат совети, препораки и ќе делат едукативен материјал. Тоа е она што можеме да го направиме како град, секако дека може и подобро да се организираме, да добиеме подршка и од локалната самоуправа и од компании. Ево, сега ја апелирам и повикувам компании кои што работат со вода, со флаширана вода, можат тоа да не повика, да ги достава, да ги земиме ние и да ги делиме онамо каде што е потребно, особено околу пазарот, околу фреквентните места. Во овие топли денови охриѓани и туристите треба да ги користат што е можно повеќе зелените површини и парковите за да се заштитат од горештините, а може да ја користат и водата од јавните чешми да се разладат. Во разни делови од градот и на периферијата постојат околу 10 јавни чешми. Сите јавни чешми се во функција, вели Маријан Ристески, директор на јавното предпријатие Водовод од Охрид. Све она што е јавна чешма, односно луѓето кои што можат во овие летни горештини да се освежат, да земат еден здив, се во функција и во централното градско подрачје и на туристичките места како Пештани, да речеме Елшани, онаму каде што имаме можност да имаме јавна чешма поставена. Од Центарот за јавно здравје повторуваат колку што е можно подолго да се останува во затворени климатизирани простории, а доколку се почувствува зашеметеност, слабост, вознемиреност или чувство на интензивна жет и главоболка, да се побара помош, да се повика 194, да се напиете вода или негазиран минерален пијалок, се со цел да се рехидрирате. Интензивни подготовки за првото издание на Охрид Water Festival, 17 спортски настани во рамки на официјалната програма во 10 фестивалски денови. Интензивно се одвиваат активностите за подготовка на првото издание на големата промотивно-спортска манифестација Охрид Water Festival, кој ќе се одржува во Охрид од 18 до 27 август. На координативен состанок кој се одржа денеска, представници на охридските клубови за водени спортови информираа за детаљите за сите 17 спортски настани кои се предвидени во рамки на официјалната програма.
Како пропратен дел на фестивалот, планирани се и голем број социјално-забавни настани на повеќе локации во градов, музички концерти, промоција на реквизити за водени спортови, промоција на традиционална храна, изложби на фотографии, панел дискусии и други културни и едукативни содржини. Во финална фаза и подготовката на официјалната веб страница на Охрид Water Festival, на која ќе бидат поместени сите информации и детаљи за времето и местото за организирање на 10-те фестивалски денови. Фестивалот е под целосно покровителство на општина Охрид, а неговата основна цел е промоција на водените спортови, афирмација на уникатноста на Охридското езеро и туристичките потенцијали со кои изобилува нашиот град, информираат од локалната. Водата од градскиот водовод да се користи исклучиво за пиење, а не за наводнување на земјоделски површини или било каква друга намена, апелира првиот човек на јавното предпријатие Водовод Охрид, Маријан Ристески. Во шпицот на туристичката сезона потрошувачката е голема, а веќе до Охридски водовод пристигнуваат и реакции на граѓани за недостиг на вода за пиење или намален притисок по одредени делови од градов. Во летниот период јавното предпријатие ќе се фокусира исклучиво на активности за одржување и регулација на водоводната мрежа, се со цел охриѓани и туристите да имаат доволно вода ова лето. По најавите од Управата за хидрометеоролошки работи за топлотниот бран во периодот кој ни предстои, јавното предпријатие Водовод од Охрид испрати апел до сите корисници за разумно користење на водата за пиење. Јавното предпријатие Водовод од Охрид апелира до граѓаните да не се злоупотребува водата од водоводната мрежа за наводнување на земјоделски насади. Маријан Ристески, директор на јавното предпријатие Водовод, вели дека овие апели имаат за цел да ја подигнат свеста и кај охриѓани и кај туристите да не се злоупотребува водата за пиење. Апелираме оние кои што имаат можност да користат техничка вода, да ја користат техничката вода, се со цел да во овие жешки денови да обезбедиме доволно вода за пиење за граѓаните на општина Охрид, имајќи во предвид дека се наоѓаме во, да речам, во шпицот на летната сезона, имајќи во предвид дека во викендите градот ни е препон, имаме премногу туристи, така да ја обезбедиме вода за пиење за сите оние туристи кои што се во нашиот град. Серијата апели од јавното предпријатие доаѓа после реакциите на граѓани за недостиг на вода за пиење или намален притисок во одредени делови од нашата општина. Ристески објаснува дека посебно во населбите од околината на Охрид, каде има земјоделски површини, во најавениот период со зголемени температури се злоупотребува водата од водоводната мрежа за наводнување како на парковите, така и на земјоделските насади. Од јавното предпријатие продолжуваат и со реализација на тековните активности согласно нивниот акциски план, а во летниот период главен акцент ќе биде ставен на непречено функционирање на водоводната мрежа. Претежно се ориентираме на одржување на водоводната мрежа, регулација на самите водоводни мрежи, имајќи предвид дека во одредени периоди имаме во одредени подрачја претежно крај брежјето да имаат поголема потреба од вода, така да во овој месец и половина ќе се насочиме претежно кон одржување и регулација на водоводната мрежа. Потоа ќе следи реализација на новите проекти, како влечење на нови линии и други проекти, но затоа кога ќе престане забраната за изведување градежни работи, објасни првиот човек на Охридски водовод Маријан Ристески. Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле, по повод празникот на Свети Апостол Павле, чие име го носи универзитетот, организира инфоден во четврток, 13 јули од 11 до 13 часот. Ги покануваат матурантите и нивните родители да го посетат универзитетот и да се запознаат со студиските програми, како и со можностите за студирање и условите за упис во новата академска година. Во рамки на реализацијата на градската плажа во Пештани се гради и опремува со реквизити и детско игралиште. Денес се работи на поставување на детските реквизити на детското игралиште на градската плажа во Пештани, објави на Фејсбук градоначалникот Кирил Пецаков. Изведувач на активностите е јавното предпријатие Градски пазар и компанијата Дион Градител, а средствата за изградба на игралиштето се обезбедени од буџетот на општина Охрид. Преосветување на манастирскиот храм Пресвета Богородица Заумска во сабота 15 јули. Ке има организиран превоз од селото Трпејца, како и со бродот Александрија 2 од градското пристаниште.
Македонската православна црква Охридска архиепископија, односно Дебарско-Кичевската епархија Охрид, ги известува своите православни верници дека на 15 јули, сабота, ќе се изврши преосветување на манастирскиот храм Пресвета Богородица Заумска Трпејца. Ке има организиран превоз од селото Трпејца, како и со бродот Александрија 2 од градското пристаниште. Билетите по символична цена од 200 денари ќе може да се набават во петок после 17 часот на градското пристаниште, а во сабота бродот тргнува во 7 часот. Утрената богослужба започнува во 8 часот, преосветувањето во 9, а светата архиерејска литургија, на која ќе чиноначалствува митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј, во сослужение на митрополитот Европски господин Пимен во 10 часот. Староградска пловидба со ансамбл Билјана. Утре во рамки на програмата на 5-тото алтернативно културно-забавно лето на културолошка иницијатива 5 до 12. Уникатниот концерт на ансамбл Билјана со пловидба по Охридското езеро и изведба на староградски песни е насловен Ој љубов, љубов. Збирно место е Канео од 17 часот и 30 минути. Во 18 часот тргнување со кајчиња до старото пристаниште Островче, каде во 18 часот и 30 минути ќе се пуштат сидрата и настанот може да биде посетен и од копна. Може да присуствува секој со сопствен пловен објект исклучиво со веслање. Исто така можете да изнајмите суп или кајак од суп клубот Охрид, информираат од културолошка иницијатива 5 до 12. На 10 јули пак од 7 до 13 часот. На подрачјето на СВР Охрид преземени се засилени со обраќајни контроли. При тоа полициските службеници затекнале 45 возачи, кои на непрегледни места и онаму каде со сообраќаен знак е забрането, извршиле непропишување на други моторни возила. Во Охрид 32, во Струга 7, во Кичево 5 и во Дебар 1. На нив им се издадени соодветни платни налози, информираат од МВР. Паричните глоби, зависно од тоа каде и како е извршено престигнувањето, се движат од 45 до 250 евра во денарска противвредност. За некои од прекршителите следува и времено одземање на возачката дозвола од 3 месеци до 1 година, посебно за оние кои пристигнувале на полна линија, во колона и слично. Следуваат вестите од светот. Самит на НАТО во Вилнус. Лидерите на земјите членки на НАТО на 11 и 12 јули во литванската престолнина Вилнус ќе разговараат за многу теми, меѓу кои доминира приемот на Шведска и напорите на Украина да стане членка на најголемата воена организација. Не, возможно членство на НАТО во Украина ќе биде клучната тема на дводневниот самит, бидејќи лидерите на 31 земја членка на Алијансата ќе разговараат за тоа како ќе ги дефинираат идните односи со Украина, во светло на апелот на председателот на оваа земја Володомир Зеленски да добие покана за членство во Алијансата. За време на самитот не се очекува да биде издадена покана за членство на Украина, што во процедурите на Алијансата представува прв чекор кон полноправно членство. Тоа веќе го потврди генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, кој веќе потврди дека Украина нема да стане членка се додека трае војната во таа земја. Темата за приемот на Шведска во НАТО беше практично завршена на 10 јули во пресрет на самитот на Алијансата, кога турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган се согласи да ја проследи кандидатурата на Шведска за членство во НАТО до парламентот. Шведска заедно со Финска беа традиционално неутрални земји, но тие побараа прием во Алијансата по руската агресија врз Украина. Турција досега го блокираше процесот за членство на Шведска, но на состанокот организиран од генералниот секретар на НАТО Столтенберг со председателот на Турција и премиерот на Шведска на 10 јули доведе до пробив и со тоа го отстрани турското вето и отвори можноста Шведска да стане идна членка на Алијансата. Полноправното членство ќе се случи кога сите земји ќе го ратификуваат протоколот за прием. Најмалку 5 лица загинаа во хеликоптерска несреќа кај Монт Еверест во Непал, а по едно лице се уште се трага. Според првичните информации, туристите кои загинале биле мексикански државјани, додека пилотот бил од Непал. Авионот наводно се враќал од главниот град Катманду утрово, откако туристите го обиколиле највисокиот врв на светот. Меѓутоа, во еден момент започнало невреме и пилотот морал да ја смени рутата. Неколку минути подоцна, под се уште неразјаснети околности, хеликоптерот се урнал, јавува Associated Press.
Обилните врнежи предизвикаа поплави во североисточниот дел на Соединетите Американски држави, а една жена загина, додека предупредувањето е на сила за повеќе од 13 милиони американци во американските сојузни држави Њујорк, Мејн и Вермонт, бидејќи денеска се очекуваат повеќе врнежи. Невремето започна за време на викендот и продолжи во понеделникот, објави Reuters. Според прелиминарната проценка на метеоролошката агенција AccuWeather, причината е штета и економска загуба од 3 до 5 милиарди долари. Вчера за прв пат по повеќе од 10 години падна снег во најголемиот град во Јужна Африка, Јоханесбург. Последен пат жителите на Јоханесбург виделе снег во август 2012 година, а на социјалните мрежи го опишаа како чиста магија и прекрасен почеток на неделата. Експертите велат дека снегот најверојатно нема да потрае и дека е предизвикан од зголемената влажност, ниските температури и студените ветрови, пишува Guardian. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата, пријатно.